Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал за React.js и во ова видео ќе продолжиме каде што застанавме во претходното. Значи малку да подобриме ова тест апликација на која што работиме. Ајде во ова видео да ги додадеме линковите до нашите две страни во апбарот кој што го креиравме на врвот од страницата. Па првично може ова да го тргнеме, значи да немаме име на страната во апбарот, ќе го избришеме и на негово место овдека ќе ги ставиме линковите до нашите две страни. Ајде да се вратиме во документацијата за React Router DOM и да импортираме тоа што ни преостана да импортираме. Во овој случај ни треба само ова линк компонента. Ќе копирам целото ово. Тука. Пасте, ова другото ќе избришеме. Ќе ни остане само линк. Се вратиме повторно и да копираме како се користи линк. Ево. Овој пример ќе го копираме. И овдека внатре ќе ги ставиме линковите. 1, 2, значи треба да имаме два линка. Еден до home страната, другиот до about страната. Пишеме about тука. To about. Значи како функционира ова со линковите, значи линк компонента, каде што имаме to props, која кажува до каде ќе не води тој линк, до која рута, односно празната рута што ни води до home страната. Може и home да пишеме тука, бидејќи имаме три рути, докато се сеќаваме што ги дефиниравме тука. Значи 3 до home страната не носи home рутата и празна рута докато нема ништо, а до about само about. Океј, значи имаме home и about. Save. Ајде исто да го направиме и во about компонентата. Ќе го ставиме тука, ни фали да импортираме линк. Импортираме линк, enter, паста, save. Бришеме празниот ред. И горе-доле треба да ни е се окей. Ајде да стартуваме апликацијата. Еве ни се стартуваше, како што гледаме има два линка, кои што не водат, како што гледате, доле се менува и горе се менува root. Малку грдо ни изгледа горе линковите, па ајде да поработиме малку со CSS и со стилизирањето на нашата апликација. Во pages folder ќе додадеме нов стил и ајде ќе го крстиме нов файл, ќе го крстиме page styles, нека биде CSS, и веќе има припремено тука некој CSS, да не го пуцам, копи, пасте, значи имаме за апбарот одреден стил, каде што додаваме само негова висина, и за овие линковите некој стил, каде што кажуваме дека фонтот ќе биде XX large, падинг од левата страна 20 пиксели, бојата на текстот ќе биде бела и text decoration none, односно да ги нема тие долната црта што е подвлаката доле под текстот за линковите. Па ајде да го импортираме овој файл, ќе го копираме името за да не го сгрешиме во куцање. Page styles и ќе речеме овдека доле крајта некаде import точка коса црта бидејќи voiced файл, ќе го импортираме тука и ќе го импортираме и тука. Океј. Ни фали тука ст styles, преминуваме и онаму, да немам печатна грешка. Styles, океј. Save, окей, и ајде да ги доделиме, значи имаме класа appbar за апбарот, значи class name, со точка ни е class name, докато сакаме да имаме ID, тоа ќе ни биде вака, ова ни е докато ставиме ID, CSS, обичен. За апбарот и ќе велиме овде class name со голема N, во наводници appbar, ајде во
другиот файл, class name abbar, како што гледате сега ни е повисок абарот, и ајде да ги ставиме нов линк class name на нашите линкови. Тука class name, нов линк и ајде на сите места да го ставиме ова. Class name и на овој линк и на овој линк. Значи на сите 4 линка ставихме class name нов линк. И како што гледате, ова малку ни изгледа сега по-убаво. Ако мислам дека 80 малку е многу. 60, да, ова е малку по-убаво. Нешто имам малку некаде утнато, абар. Имам тука два пати абар. Мала грешка. Сега е окей. Може и на ова да додадем некој падник, но ајде нема да се занимаваме со тоа сега. Како што гледате, до тука ни е окей. Што друго може да подобриме? Значи, како што гледаме сега, има дуплирање на кодот. Може да направиме нешто што се вика layout. Така, креираме нов фолдер во pages, нека се вика долната layout. И ќе ставиме нов файл внатре, да речеме base layout.js. JSX1, ајде тука, до сега JavaScript користиме файл, мислам, JSX нема ниден. Нека остане така, или овие беа горе. Кај беа компонентите, клас, JSX овие се JS. Сејатно е, нека остане. Import React from React, окей. Const base layout еднакво. Ова ќе имаме props, односно може да ги извадиме children од props, бидејќи само од children мислам ќе ни треба. Return и овдека ќе имаме, значи ова ќе не биде базна компонента за нашите страници, значи бидејќи користиме ист layout во двете страни, што гледате има горе abbar, и има линкови и има некој контент. Се тоа може да го извадиме во една заедничка компонента. Ајде ќе го копираме тоа. Base layout, односно... Да, може да се е div. Ајде, ќе го земем целото па ќе видиме. Пасте, овие тука, ова ми е вишка. Ми фали сега импортите одгоре. Па може сите од тука да ги вземам, комутно. Окей, значи е div и овдека ќе го рендерирам, ќе ги рендерирам children-ите, односно што е да имам во оваа страна, home и about, значи овде ќе имам children. Окей. Base layout, уште експортно файл. Export, default, base layout. Base layout, окей. Сега може да го импортирам ова тука од React. Base layout from точка запка. Ислам долната layout од base layouts. Значи base layouts го импортираме. И сега ова може целото да го тргнам, да ми остане само ова div и овдека велам base layout. И како children ми е што и да ми е контентот на оваа страна. И ова може сега да избришам сега. И ајде да видиме дали се ми работи како што треба. На home страната, како што гледаме, се ми и about ми е исто. Ајде и во about страната да го замениме скроз исто, додуше може да го копираме целото ова. Одиме до about и само да ја преименуваме тука about и about тука.
Content Homepage, тука е Content About Page. Се вратиме назад и као што гледаме се повторно ни работи. Ајде да видиме уште еднаш што направивме. Значи направивме нов фолдер, Layout. Уште требаше по множина да користиме Layouts, меѓутоа ќе имаме само еден тука наверојатно и нека остане така за сега. И се што имавме во претходната страна заедничко, ставивме во овој layout. Значи, имаме div врапнато, се врапнато во еден div, имаме up barот и во него ги имаме линковите до нашите страни кои ги имаме. И потоа веднаш после up barот рендерираме што и да не е children, што и да користиме како children во оваа компонента. Како што гледаме, има без layout и како children имаме само ова div со content about page. Текстот, content about page, и ќе се рендерира целиот base layout и внатре имаме овој контент што ни овде, овој div и ќе ни се изрендерира тоа тука. Значи тоа е се што правиме. Така да, мислам дека за ова видео тоа било тоа, па дечки се гледаме во некој наредно. Поздрав!